Добар ден и добредојдовте во нашата детска емисија. Во денешното детско кратче ќе погледнеме приказната за малата сирена. Ајде сите заедно да ја послушаме. Малата сирена. Во најголемите длабочини на океанот, онаму каде што водата е посина од небото и почиста од кристал, си живееше кралот на морето со неговите 6 ќерки. Тој живееше во прекрасен замок, изграден од корални ѕидови со килибарни прозорци, а покривот беше од школки кои се отвораа и затвораа под водата. Во секоја школка имаше по еден сјаен бисер. Замокот беше опкружен со градина полна со прекрасни разнобојни морски растенија и цвеќиња и беше полна со најразновидни риби. Жената на кралот умре пред многу години, па за неговиот дом се грижеше неговата стара мајка. Таа беше многу стара и мудра и ги чуваше и воспитуваше морските принцези. Најмладата ќерка на кралот беше најубавата од сите. Имаше кожа нежна како ливче од роза и очи сини како морето. Исто како и сите морски луѓе, таа немаше нозе и долниот дел од телото и завршуваше со перка. По цели денови принцезите си играа низ ходниците во замокот или пливаа во градината. Секоја од нив си имаше своја мала градина на дното од замокот, каде што можеа да копаат и да садат што ќе посакаат. Едната имаше засадено цвет на леа во облик на кит, другата пак својата ја имаше направено во облик на школка. Но градината на најмладата беше во облик на сонцето, кое можеше лесно да се забележи кога времето беше мирно и ведро и сјаеше како огромен цвет. Нејзината градина беше полна со црвени и жолти цвеќиња, како зраците на сонцето во квечерина. Единствено нешто за кое таа се грижеше повеќе отколку за своите убави цвеќиња, беше една прекрасна мермерна статуа на убаво момче. Беше издлабена во чисто бел камен и се најде на морското дно, кога испадна од еден потонат брод. Таа многу сакаше да слуша за животот над морската површина. Бабата на сирените им раскажуваше многу приказни за бродовите, градовите, луѓето и животните. Кога ќе наполните 15 години, ќе ви дозволиме да отпливате до морската површина. Таму ќе седнете на карпите и ќе ги наблюдувате бродовите, шумите и градовите, им велеше бабата. Кога најстарата од сестрите наполни 15 години, отплива до површината и го виде тој свет. Кога се врати, таа на своите помлади сестри им раскажа многу интересни приказни. Им раскажуваше за одразот на месечината во песокта, за треперливите светла на градовите, за звуците на музиката и гласовите и за биењето на камбаните од црквите. Најмладата сестра копнееше да ги види сите тие прекрасни нешта. Секоја од сестрите, кога ќе наполнеше 15 години, можеше да појде до површината и да го види тој свет. Втората сестра се врати со приказна за зајди сонцето, за златното небо со црвени облаци кои јуреа по него и за едно јато лебеди кои летале кон сонцето. Третата сестра беше најхрабра, па отплива до една голема река. Таа ги виде зелените ридови, дворците и замоците, шумите и птиците. Виде и неколку мали деца кои си играа во реката, па посака да им се придружи. Арно ама некакво црно животинче се втрча кон неа и се разлаја, па таа мораше да замине. Тоа беше куче, но таа никогаш дотогаш не видела такво суштество. Четвртата сестра не отиде толку далеку. Остана во океанот, но сепак успеа да ги види големите бродови, огромни како замоци и нивните бели едра.
Таа скокаше и пливаше со делфини и виде огромни китови што прскаат вода. Роденденот на петата сестра се паѓаше во зима. Кога таа отплива до површината, ги виде сантите лед кои изгледаа како некои големи блескави бисери. Седна на една санта лед и ја наблюдуваше бурата, темните облаци, громовите и сините светкавици што јурат преку небото. Бидејќи сите имаа наполнето по 15 години, постарите сестри можеа да отпливаат до површината кога ќе посакаа. Но по неколку месеци тие сватија дека повеќе сакаат да си останат дома. Сепак во вечерите, 5 постари сестри заедно ќе отпливаат до површината и на морнарите кои пловеа со бродовите им пееја песни за прекрасните убавини на океанот. Но морнарите не разбираа ништо и си мислеа дека тоа е само дувањето на ветрот. Конечно, и најмладата сестра наполни 15 години. Се поздрави со баба си и замина кон површината. Кога ја извади главата над површината, сонцето беше на заоѓање, па небото имаше румено-златна боја. Во близина стоеше еден голем брод со 3 јарполи. Тој беше застанат вместо бидејќи немаше никаков ветер, а морнарите си правеа забава на палубата. Се слушаше музика, а бродот беше осветлен со фенери. Сирената доплива до бродот и почна да цирка низ прозорците на кабините. Внатре виде неколкумина убаво облечени луѓе. Со нив беше и еден убав млад принц. Токму тој ден тој полнеше 16 години, па сите на бродот прославуваа во негова чест. Младиот принц излезе на палубата и наеднаш стотици ракети се распукаа во воздухот. Малата сирена беше воодушевена додека наблюдуваше како се распламтува огнометот, а потоа ракетите потонуваа во морето како ѕвезди. Колку беше убав принцот, додека стоеше и го гледаше огнометот. По некое време, морнарите ги изгаснаа фенерите, но малата сирена продолжи да наблюдува. Наеднаш морето стана немирно, а брановите високи. Штом се засили ветрот, морнарите ги распнаа едрата и бродот си продолжи по својот пат. Малата сирена појде по него. По небото се разбеснија мрачни облаци и започна ужасна бура. Брановите стануваа се повисоки и повисоки. Набргу главниот јарбол со силна врева се сруши и се скршија неколку штици. Малата сирена гледаше како морнарите со сета сила се обидуваат да го одржат бродот, но не можеше да го види младиот принц. Одеднаш небото силно светна, ја осветли површината на водата и тогаш таа го здогледа принцот како се дави. Веднаш отплива до него. Очите му беа затворени и не се движеше. Таа го извлече над површината и му ја држеше главата над водата се до утрото. Кога заврши бурата и изгреа сонцето, бродот го немаше никаде наоколу. Пред нив беше копното, па малата сирена го однесе принцот до брегот. Во заднината се гледаа зелени ридови и една бела градба, што прилегаше на црква или манастир. Малата сирена го положи онесвестениот принц врз песокта. Тогаш се слушна биење на звоно и од белата градба излегоа некои млади девојки. Малата сирена отплива назад кон морето и се скри зад едни карпи. Една од девојките дојде до брегот и го виде принцот како лежи врз песокта. Тогаш принцот се освести и се насмевна на девојката и во тој миг и останатите поитаа да му помогнат. Но принцот не и подари насмевка на малата сирена. Тој не ни знаеше дека токму таа го спаси.
Малата сирена беше многу тажна додека гледаше како го водат до белата градба. Тогаш реши да си поиде дома, во замокот на кралот на морето. По оваа случка, малата сирена постојано беше тажна и молчалива. Многу пати ќе отпливаше до брегот на кој го остави принцот, но никогаш не го најде. Единствена утеха наоѓаше во својата градина, но таму сосема ги заборави своите цвеќиња, па тие израснаа во заплеткани лијани и градината стана мрачна и тажна. Конечно им кажа на сестрите за својата мака. Ги праша каде живее принцот и тие и го покажаа неговиот дворец. Малата сирена мина многу денови и ноќи во морето покрај дворецот, наблюдувајќи го. Го гледаше кога пловеше со својот чамец или пак кога се шеташе покрај брегот. Така наблюдувајќи, таа виде и други луѓе и ги слушаше разговорите на рибарите. Почна се повеќе и повеќе да ги сака луѓето. Еден ден реши да ја праша баба си: дали луѓето живеат вечно? Не, и одговори таа. Тие мора да умрат и не живеат толку долго како нас. Но кога умираме ние, се престоруваме во морска пена што плови по океанската површина и немаме бесмртни души. Луѓето пак имаат души кои живеат вечно, дури и по нивната смрт. Значи, јас кога ќе умрам, нема да можам повеќе да ја слушнам музиката на брановите или да го видам руменото сонце. Постои ли начин да се здобијам со бесмртна душа? Праша малата сирена. Само ако се најде маж кој ќе те сака толку многу што ќе му значиш се на светот и ќе ти вети дека ќе биде твој за секогаш, и одговори баба ѝ. Но ова е невозможно да се оствари, бидејќи ние не можеме да живееме во нивниот свет. Немаме нозе за да се движиме како нив. Биди си среќна овде и пливај низ океанот. Малата сирена не беше задоволна од тоа што го слушна. Затоа реши да ја посети морската вештерка. Патуваше низ пенливи водовртежи и матни калишта. Куќата на морската вештерка се наоѓаше среде некоја чудна шума, полна со растенија и извиени гранки што личеа на црви. Нејзината куќа беше направена од коски и беше опколена со дебели гадни змии. Знам што сакаш, и рече вештерката веднаш што ми ја здогледа. Многу си глупава. Ќе го добиеш тоа што го сакаш, но тоа нема да ти донесе ништо друго освен тага. Сакаш да имаш нозе како што имаат луѓето, за да се влюби принцот во тебе и да добиеш бесмртна душа. Малата сирена кимаше со главата. Морската вештерка гласно се изнасмеа и рече: Ке ти подготвам една напивка. Отпливај до брегот пред да се раздени и испија. Наместо перка ќе имаш нозе, но секој чекор што ќе го направиш со нив, ќе ти биде како да газиш по остри ножеви. Никогаш повеќе нема да бидеш сирена и нема да можеш да се вратиш дома кај своето семејство. А ако принцот не те засака и се ожени за друга, ќе се претвориш во пена на брановите. Ако мислиш дека можеш да го поднесеш сето ова, ќе ти помогнам. Можам, решително рече малата сирена. Мораш да ми платиш, и рече вештерката. Ти го имаш најслаткиот глас од сите морски суштества. Мораш да ми го дадеш. Малата сирена се натажи, но се согласи. Вештерката ја подготви напивката и го одзеде гласот на малата сирена. Малата сирена се врати дома. Сите спиеја. Набра по еден цвет од градините на сестрите за спомен и отплива за последен пат. Стаса до брегот, ја испи напивката и падна во безсознание. Следното нешто за што беше свесна беше дека сонцето се наоѓаше високо над неа
а убавиот принц стоеше пред неа. Виде дека наместо перка има нозе. Принцот ја праша од каде е, но таа не можеше да му одговори бидејќи немаше глас. Принцот ја поведе во својот замок. Со секој чекор што го правеше имаше чувство како да гази по игли, но сепак одеше грациозно. Ја облекоа во свилена облека и беше најубавата жена во замокот, но беше нема. Принцот беше воодушевен од нејзината убавина и рече дека може да остане со него за секогаш. Го придружуваше на секаде каде што одеше. Како минуваа деновите, таа го сакаше се повеќе и повеќе, а тој неа ја сакаше како што се сака дете и воопшто немаше намера да се ожени со неа. Многу си ми мила, и велеше тој, но постои само една жена на светот што можам да ја сакам. Еднаш, за време на една морска бура се превртев од бродот, а брановите ме isfрлија на брегот. Таму ме најде една млада жена која ми го спаси животот. Се уште е на служба во црквата. Тој нема поим дека јас бев таа што го спаси, си помисли малата сирена. Јас бев таа која го однесе до брегот и ја видов убавата девојка што тој ја сака повеќе од мене. Но тој не може да се ожени со неа бидејќи таа и служи на црквата. Еден ден, кралот и кралицата донесоа одлука дека е време принцот да се ожени. Изборот за жена падна на ќерката на кралот од соседното кралство, па малата сирена се качи на брод заедно со принцот за да одат до нивниот дворец и да ги запознаат. Морам да се запознаам со неа, и рече принцот на малата сирена, но не можат да ме присилат да ја засакам и да се оженам со неа. Една ноќ, додека пловеше бродот, малата сирена излезе на палубата и гледаше во брановите. Си помисли дека ќе може да го здогледа замокот на татко и длабоко под водата. Одненадеж, на површината се појавија нејзините сестри и им афтаа. Таа им возврати на поздравот, но во тој миг се појави едно од момчињата на екипажот и тие се нурнаа под вода. Следното утро, бродот вплови во прекрасното кралско пристаниште. Беа пречекани со голема свеченост. Принцезата се уште не беше пристигната, бидејќи беше на часови во црквата каде што ги учеше и усовршуваше своите кралски манири. Конечно се појави принцезата и малата сирена мораше да признае дека тоа беше најубавата жена што воопшто ја видела. Беше ведра, со насмеани сини очи кои зрачеа со искреност. Кога принцот ја здогледа, тој викна од изненадување. Ти беше таа што ме спаси кога лежев на песокта по потонувањето на бродот. О, колку сум среќен! Сите сништа ми се остварија. Тој ја зеде принцезата в раце. Малата сирена почувствува како срцето ѝ се дроби на безброј парчиња. Свесна беше дека кога тој ќе се ожени, таа уште утринта ќе се престори во морска пена и нема да добие бесмртна душа. Таа ноќ принцот се ожени, а малата сирена размислуваше само за смртта што ја чека. Беше облечена во прекрасна свила и танцуваше пограциозно од кога било порано. Иако ја болеа нежните стапала, таа не чувствуваше ништо, бидејќи болката во нејзиното срце беше многу поголема. Принцот ја качи својата невеста на бродот, каде што продолжи прославата до доцна во ноќта. Потоа звуците на бродот стивнаа и сите заспаа. Малата сирена се навали преку оградата на бродот и погледна кон исток, од каде изгреј сонцето ќе го означи нејзиниот крај. Во тој миг ги здогледа своите сестри во водата. Нивните прекрасни долги коси им беа исечени. Косите ги дадовме на морската вештерка за да ти помогнеме. Нема да умреш.
и објаснија тие. Вештирката ни даде еден нож. Тој нож ќе мораш да го забодеш во срцето на принцот. Кога неговата крв ќе ги допре твоите стапала, во тој миг повторно ќе станеш сирена. Побрзај! Ги гледаш ли црвените линии на небото? Сонцето наскоро ќе изгрее. И го дадоа ножот на малата сирена. Таа го зеде и отиде во собата каде што спиеја принцот и принцезата. Му ја бакна веќата на принцот и погледна во небото. Тоа стануваше се посветло. Повторно го погледна принцот, а ножот трепереше во нејзината рака. Наеднаш го фрли во морето и ножот потона. Малата сирена и самата се фрли во морето. Сонцето изгреа, а таа почувствува како се престорува во пена. Во тој миг свати дека е во воздух, обкружена со многу убави суштества кои беа светли и прозирни. Малата сирена виде дека и нејзиното тело станало како нивното. "Каде сум?" ги праша таа, сваќајќи дека повторно има глас. Глас кој звучеше како песна. "Ти си сега со ќерките на ветрот", и одговорија суштествата. Сирената може да добие бесмртна душа само ако го освои срцето на човечко битие. Но ќерката на ветрот може да ја добие ако прави добри дела. Цели 300 години правевме добри дела и сега имаме бесмртни души. А ти, кутра сирено, со целото срце се обиде да направиш добри дела. Страдаше и беше истрајна. Затоа си сега со ќерките на ветрот. Малата сирена погледна кон сонцето и почувствува како очите ѝ се полнат со солзи радосници. Ги здогледа луѓето на бродот како ја бараат насекаде. Невидлива, ги багна в чело невестата и принцот, а потоа заедно со ќерките на ветрот полета високо кон небото. Еве слушнаме приказната за малата сирена. Се надевам дека ви се допадна и ова детско катче. Се гледаме следната сабота во 18:30 часот. Довидување до следното видување.